Тала Џафери се става над се и над сите и го гази деловникот за работа на собранието. Претеничката група на ВМРО ДПМН алармира дека собранискиот спикер морал уште во петокот да ја стави на гласање точката за пристапување кон промена на уставот, бидејќи така е предвидено во правилата за работа на законодавниот дом. Додаваат дека сето ова тој го прави за ДУИ СДСМ да купат уште некој ден на власт. Бараат да се вразуми и веднаш да ги стави уставните измени на гласање за да се види дека го нема потребното мнозинство. Џафери е свесен дека кога и да се стават уставните измени на гласање, тие ќе пропаднат. Но и дека после тоа не останува ништо освен одење на избори. Затоа Џафери одолговлекува. Го повикуваме Тала Џафери да се вразуми и да ги стави на гласање уставните измени. Колку подолго власта вештачки се одржува, толку полошо за Македонија, но и толку потежок ќе им биде поразот. Џафери пак се цитира членови од деловникот по сопствен избор кои во суштина не се однесуваат на постапката за измена на уставот, туку на други правни акти. Тврди дека тој работел по однапред утврдено сценарио, а неговата политичка проценка била дека власта нема собрано 80 пратеници, па затоа така постапил. Пишува некаде во кое време се свикува седница се одржува? Не пишува. Зошто не пишува? Затоа што за овој материјал, како и што и секој друг материјал што ќе се достави, во глава 5 е пропишана постапка за одржување седници. И тамо законот вика, односно деловникот, седницата ја свикува претседателот на собранието. Од политичка природа, околности за кои што на координација со сите нив сме ги размениле. Социјалдемократите веднаш застанаа за Тала Џафери. Тврдат дека постапувал деловнички, а и тие индиректно потврдија дека гласање нема да има додека не се обезбедат 80 пратеници кои би дале поддршка. Се повикуваат на самиот деловник. Јас ви тврдам дека претседателот Џафери во согласно со неговите ингеренции, во согласно со деловникот постапи како многу пати прагматично што имат постапено и тој и неговите претходници на претседателското столче во собранието. По завршниот претрес за кој само 8 пратеници се јавија за збор, Џаферија прекина седницата без точката да биде ставена на гласање и покрај тоа што речиси сите пратеници беа во собраниската сала. По се изгледа потребата од отворање на уставот ќе виси во воздух на неодредено, односно додека власта евентуално не обезбеди мнозинство. Инаку народните избраници си го продолжија годишниот одмор. До последната недела на август седница нема да има ниту едно собраниско тело, а првата пленарка е закажана за 5 септември.